Почитувани, и ова недела продолжуваме да истражуваме нови, специфични и интересни места. Се наоѓаме во општината Илинден, која е една од поразвиените општини кај нас. Во индустријскиот дел се наоѓаат многу наши успешни компании, а во стамбениот прекрасни населби со одлична инфраструктура. Знам дека токму овде, од неодамна, има едно интересно место каде се произведува крафт пиво. Морам да го посетам, да видам повеќе. Пане, многу ми е мило што дојдам кај тебе. Се поздравивме, ама мора Само да... стоп, чекай, не разговараме дека не дое пиво, ајде. Па мислам ти се знае, па се дојга кај тебе, без пиво, Ништо не правиме. ништо не правиме. На здравје, прво да наздравиме. Извините, ама вакво пиво, можам да кажам, како го викаш домке. Магаре или магаренце? Магаренце. Ајде на здравје. Вау, па ова е пиво. Јас како белгиец, пола белгиец, пола македонец, знаеш што ти за пиво не бива. Природно. Това е природно, навистина. Ова е ценен сок. Како вкус има. Вау, многу сум изненаден. Бев изненаден од виното во Македонија, а сега сум изненаден и од пивото од Македонија. Сите ми кажуваат, не, навистина, кога збориш за пиво, се знае, има неколку пивари, пивара и све тоа. Мислам ти твојата е 100% не домашна, како се вика? Приватна домашна, како се кажува? Мала микро пивар или занечиско пиво. Занечиско пиво. Ова е Твоето срце од свем го има во пивото. Што другите дават неколку зачини, ти даваш љубов. Љубов, енергија, љубов, пак уште малце зачин. И така. Браво. Гледам овој објект, не го познавав уште. Сите те познаваат за градот и све тоа, пуно ствари правиш фестивали и све тоа. А правиме пиво. И преди пиво, да. Јас за тоа дојдов кај тебе, за да ми покажеш, тоа кога ќе го видиме после, ми кажа има некој еден стручен што ќе ми го покаже тоа, како се прави пивото и све, ама ти си базата на тоа, ти си идејата на тоа, ти си човекот што сакаше да го носи тоа во Македонија. Па ние 13 години како произведуваме пиво, 13,5 години. Оваа година е специјална за нас, затоа што прв пат од која е отворена фабрика овие 13 години, ќе правиме и некои специјални пива кои до сега ги немаме правено. Смидера некоја чешко-германска рецепт, меѓутоа сега имаме некои нови рецепти, поише дански, скандинавски и така натаму. Зашто не одиш у Белгија да земеш неколку рецепти од таму? Па имам план, имам другар, има пивара во Белгија и имаме план да одиме у декември кај него. Знаеш, у Белгија се прави пиво од стреша, од јагоди, од малини, од такви ствари да може. Сакаме да правиме со 12 плюс алкохол, кај што лежат во дрвени буриња. Тоа ќе го купиме од Белгија. Това е јако. Има тоа. Тоа се специјалните чаши што се со дрвено. Тоа го знам. Тоа е тешко. Пиеш една, два, третата, почнува да биде. Те малку колено. Више не си магаре, но за другаче да вика. Точно. Мило ми е што ќе го направиш тоа. Навистина, мислам ти Македонија е позната за ракија, позната за вино, зашто да не правиме Македонија дестинација и за пиво. Пивото оди со сите јадења. Со све. Знаеш што ти знаеш, добро се веројатно. Па за тоа, да, јас знам. Пиво може да направиш едно мени од јадење со секогаш пиво, а со како предлог со сосови пиво. Да, не само сосови, ама пивото ти дава така една вкус благо, кисело, малку горшливо, што може да се адаптира со секој јадење. Имав порано во Белгија направено тоа, мени со пиво адаптирано. Мислам ти ќе треба да се направи така една посебна вечера, да кажеме со пиво адаптирано, не вино адаптирано, ама со пиво адаптирано. Спрема еден локал, центар може да направиме да ве поканеме. Знамо ти со пиво, се дружиме. Што се? Крилца,
Кебаб, Кобасица, кобасица, тоа е класик. Ама гастрономија може да го Гастрономијата може да биде сериозна, да. Да. Согласен. Објасни ми уште малку повеќе, ајде. Бага виде. Извини, јас знаеш го. Не. Да. Значи, пивската култура у Македонија полека расте. Реално кога почнавме ние сме првата крав пивара или првото занечиско пиво во Македонија. Браво. Ние се боревме на рака со government, можам да кажам. Со government, добро. Значи, тогаш се уште немаше лиценца за производство на пиво. И ние имавме една сериозна ситуација со државата у тој период кога ние почнавме да произведуваме пиво, пошто не ни дозволуваа да произведуваме пиво. И законот се смени, како и да е. Некој го помага малку да државата ни помогне и ни искочи сусрет ја го смени законот. Буквално ние сме иницијатори на менење на законот за нечиски пиво. Деновиве нема превише, но има уште две. Да, имав прилика да одиме во Битола на предната емисија, има една мала пивара таму. Одлично пиво. Ама пред само две три врсти. Да, они се многу така. Добро, ние сме така, ние сме првите и сме двигатели у тој процес и се уште сме најголемите играчи за најчиското пиво. Сега се прошируваме у смисол на повеќе пива и во склоп на тоа правиме објекти нови кои ќе го продават тој пиво и се тоа. Одлично, пак ќе ти кажам, многу добра идеја. Јас се надевам за понатаму, ако сакаш да имаме мала соработка, да направиме посебно еден сендвич, еден бургер со тој пиво. Знај, со пивото пак ќе кажам, отворено е, нема лимит. Нема лимит. Види, ние знаеш како во Македонија се реално по мене се прави со вино многу и свашто, затоа што добро Македонија е земја на виното и така натака. И тоа видување е поголемо и тоа мислам дека и пивото заслужува свое место. Ние не произведуваме малку, но да имаме, например, не знам, има скопска добра вода, пивото е сепак, знаеш, се рецепти. Точно. Значи, ова е грамажа све. Тоа е наука. Не се прави така, фрли тоа, ајде пиво доаѓа. Ако беше така, сите ќе прават. И е скап спорт. Да, ако е спорт е скапо спорт, ти треба да си живее од тоа. Мора да инвестираш, ама мора и парите да ти се враќаат некаде. Браво, јас само можам да кажам оти многу ми се допаѓа. Здравје. Навистина, ова пиво е малку како стил белгиското пиво бланш. Знаеш, тоа се вика бело пиво, бланш. Ова е малку темел така и ние не го филтрираме пивото. Не, така треба. Најубаво е така. Не филтрирано, најубаво е така. Природно, значи види, ние правиме пиво од 4 состојки. Правиме пиво од вода, хмеј, јачмен и знаеш како, тоа нема квасец, тоа е. Тие се 4 состојци, ние не ставаме некои додатоци, ова не. Значи кај нас пивото се прави натурално, природно. Знаеш, сигурно знаеш, оти пивото е еден од најстарите пијалоци во историјата. Сите мислат оти виното. Они почна со пиво. Пивото не беше пиво, беше вода и мед. Што се викаше идромел. И од тоа идромел додава квас и дојдовте на пиво. Тоа е времето на римјаните и тоа беше голуа. Тоа што беа малку погоре, тој што беа дел од Белгија, да кажеме порано, они почнаа со тоа. И после римјаните го превземеа тоа и сигурен сум ти го. Ја го имам читано тоа, да. Така беше, затоа што тој дел е познат за пиво, тоа е тоа. Мислам, тоа познавање на пиво е дека така е настанало. Точно. Мислам оти за нас поминавме делот што требавме да го поминеме, ќе го завршиме пивото, ќе продолжиме муабетот со тебе. Ти ми кажа, ти го имам случен човек што ќе ми објасни за тоа. Да, како се произведува пивото, на кој начин. Те чекам во мојата кујна. Да. Очекувам од твојот, како да кажам, работник да ми дај пиво, за да можам да направам нешто еден рецепт и да те изненадувам. Да. Океј? Но не е работник, брумастер. Брумастер, извини, јас не знав како да го кажам. Океј, па не? Да сте здрави и живи, фала што уште на здравје. Мислам оти гледачите ќе чекат од вај да видат што ќе дојде од тоа пиво што ќе направиме со тоа, да се видиме уште со Пане, да си кажеме многу ствари, многу приказни што ги имаме неколку заеднички приказни. Да, мислам оти ќе види Керската, ќе има нешто така, да. Ајде, се гледаме, понатаму, ајде.
Јас сум, да. Пане ми кажа да дојдам кај вас. Вие сте тој што како брумастер, не знам Брумастер, како се да. вика по македонски тоа брумастер. Брумастер. Пиво. Брумастер. Ајде, го имаме. Брумастерот. Добро дојдовте во Со нашиот нас. пивски храм. Фала многу. Да. Сега ќе го објаснам процесот на Како се прави пиво? најпрво имаме суровините, јачменот, кој што ни е главна состојка за производство на пиво. Јачменот тоа е серијал, осем тоа е. Да. Тој е печен, сладиран. Окей. Од кога ќе го somелеме, иде процес на бистрење. Чекайте, да одиме од почеток до почеток. Да. Добро. Ми кажавте овде е јачменот. Ова не е Што јачменот, имаме? ова е Што имаме? хмелј. Ова е хмелј, како? Хмелј. Хмелј. Ова што се какви јачменат сме? Ова се различни јачмени, пилснери, пейлови, карамели. За секој пиво ги комбинираме да добиеме тоа што би сакале. Добро. Ова е едно. Второто имаме овде позади. Имаме садови, ова ни е топлиот дел на производството, каде што првата фаза ни е комовник и бистреник. Каде што ставаме јачмен на одредена температура на вода И вода, да. и ова Го заедно чекируваме се заедно, вари. да. Добро. Тоа трае не знам 6-7 сати процесот. Од кога ќе го добиеме чајот, Чај, па да. Чајот од јачмен. Па да. Пиво, не пиво, чај е пиво. прво добиваме чај. Чај. Добро, имаме прво чај. Не ставаме шеќер ни млеко, Не. имаме чај чисто. Значи имаме само вода и Добро. јачмен. Окей. Од кој ќе ни заврши дека процедурата на бистрење, кој ќе добиеме Бисте тоа го чисти од семи го прави. го чистиме, имаме доле сито кое што го чисти од јачменот да добиеме само чиста течност. Окей. Добро. Од таму поминува во друга. Идеме на другата фаза, тоа ни е варилник. Окей, тоа што го имаме чајот. Чист чај, одиме да го вариме. Да го вариме. Добро. Каде што му го додаваме главниот начин, тоа е хмељот. Каде што ќе добиеме горчината и аромата. Окей. Ова е малку посебно и како мирис има ова. Да, доста интересно. Браво. Да. И на различни типови на пиво, различни хмељови. Ова се распаѓа така да. Да. Ова растење во шишарка и компресирано и направено да биде упелети. Многу убаво мириса. А навистина тоа се осеќа тој вкус, тој мирис и тој вкус во пивото. Тоа што го прави пивото, да. Да, точно. Окей, одиме на варење како ми Кога ќе казавте. заврши фазата варење, идеме на последната фаза, тоа е брзо ладење. Брзо ладење, од што е топло, врие, Од висока температура оди да го спуштиме на ладење. Добро. Значи за да може да влезе во ферментатори, тоа ни се овие лево од нас. Високите, Ова се ферментатори. Ферментатори. Каде што пивото чајот кој ќе влезе во него ставаме квасец. Окей. На секој пиво има различен тип на квасец и различна работна температура. Окей, и тогаш почнува да работи. Почнува да ферментира. Не знам дали ги слушаме позади овие звуци. Тоа е моментално пиво кое се ферментира, ослободува Газ. газ. Газови. Да. Добро. газ. Малку нане да буде себе. Да нема газови. Добро. Затоа ти ќе ми кажеш како да Добро. скомбинираме. Со граф, што се става? Нане. Па да. Сега ферментацијата зависи од кој тип на пиво е. Трае околу 15 до 7-18 дена. 15 до 17-18 дена. Да. Тогаш Тоа трае ферментира, да. Шеќерните единици од јачменот, да. ги вадиме шеќерните единици на јачменот, стануваат алкохолни единици. Окей. И ослободува газ. Тука нема варење, нема ништо, тоа е Нема ништо, тоа е ладен дел. Тука одржуваме само константна температура за да може квасецот да работи. Окей, колку температура му треба? Па зависи кој тип на пиво, од 13 степени до 24-5. Окей. Зависи, различно е тоа. Добро. Ја многу учам денес. И тоа е последниот дел, не, а? Не, ова не е последното, веќе е ферментација. Од кога ќе заврши ферментацијата, му правиме кол краш, ладење на пивото, да се избистри само од себе. Сите потешки единици да паднат доле. Доле. Пошто доле не може да се види, ова е дупли плаш, има конус. И на конусот све што е ѓубре и све што е квасецот се наположува и добиваме чиста течност. Окей. Колку различни пива правите? Во овој момент имаме 7 видови различни пива. 7 видови. Пилснер, ИПА, дупла ИПА, која што е со поголем процент на алкохол и со многу повеќе хмелј. Индија, АПА, American Pale Ale, Session IPA, безалкохолно и безалкохолно правите. Добро. И темно пиво порка. Со безалкохолно. Јас секојаш слушнав, оти мора,
Сегаш има мал процент има алкохол. Оти ферментацијата и тоа, добре да има до 0,001. 0,05% е дозволено. Има, да, мора да има, не може да се вади Не може комплетно. да Да. Има право. Супер. Тоа се децимали. Децимали, да. Значи од тука го ја завршиме, од ферментацијата го носиме во лежните танкови, каде што таму се газира пивото и одлежува да се стабилизира. Додава газ? Не. Не, самото од себе ферментацијата има. Само да се сталожи, да се стабилизира Океј. и после 26-7 дена имаме готов производ. 15 до 17 дена. Плюс Ферментација 20. и уште 6-7 дена да лагерира пивото, Добро. за да добиеме пиво, за да можеме да го Но тотално му треба 20 дена, 25 дена, да се има 24-5 дена минимум за да имаме добро месец пиво. дена, ајде да кажеме, за да Скоро имаме месец пиво. дена, да. Од кога го правиме, од кога го пиеме, Да. еден месец. Еден месец. Ау, не треба видиш еден многу, а? Не треба. Затоа ќе правиме континуитет. Браво. Океј. А ова се тоа вика да лежат. Имате други позади уште? Да, имаме позади лежни танкови. Одиме да ги видиме. Може слободно. Ајде да ги видиме. Одиме. Гледам меѓу време зедовте две чаши. Што ги пробаме. ќе мора да пробаме. Да пробаме да видиме што сме направили. Ова е последниот дел од сем што ми покажувате Значи сега. од после ферментација доаѓа во овие лежни танкови, каде Океј. што треба да лагерира пивото да одржи, Океј. да се стабилизира, за да можеме да го дадеме на Да има малку да нешто. сега. Хајде. Епа да помогни ми да молам. да пробаме пиво директно. Ебе тоа ми е прв пат што ќе пијам пиво директно од како се вика цистерна. Тоа е чисто. Првото се. Ова се пие. Ама ова е милкшейк од пиво. Па имаме чаша пена. Ќе треба пената да пак нам падне малку. Епа, Еве тебе ти дам за поише. да, фала многу ти Мене чаша поише пена. пена. Чаша пена ќе ми види тешко да пијам. Епа, браво. Ја мислам оти денес јас научив нешто ново. Ви благодарам многу. Се надевам оти гледачите научија нешто ново. Знаеме во Македонија, оти Македонија е држава за ракија, држава за вино. А мислам оти сега ќе и биде пиво. и држава за пиво. И пиво донке, пиво магаре. Ајде. На здравје. Помени, ова е мал поклон да дегустираш, да видиш. Ова гледам ти е ова. Ова е исто. Тоа е ипата, ова е ипа. пилснер. И ова е Пилснер. пилснер. Фала многу. Те натоварите малце се. Ебе, убаво направи, оти на вистина, па не, ќе ми дојди во кујната после, кујната. ќе мора да го изненадувам со една рецепта со пиво, обавезно. Или ќе биде сос, или ќе биде маринада. Ми треба малку време да размислувам. Се гледаме во кујната со пане после. Ќе биде интересно. А на вас ви благодарам. Фала многу. Поведете кога сакате. Фала. Благодарим. Се гледаме. Епа, здраво, добар ден гледачи. Пак сме во мојата кујна. Секогаш кажувам мојата кујна, епа да и не. Тоа е мојата кујна, кујната од нашите партнери Нептун, Беко, Президент, Кристал, Карес, Ројал Фиш, Алпско, Унибанка, сите наши колеги, сите наши партнери што ни помагаат да направиме преубава емисија за вас. Денеска имам еден човек, да, вистина, така можам да кажам, еден човек што ми само ти сите го познавате. Јас го запознав, ама со него имам, како да кажам, посебен контакт, како да се познаваме 30 години. Човекот е вистина посебен, се вика Мсио Пане. Ја така го викам, Мсио Пане, те молам. Ајде дојди во мојата кујна. Вистина, ми фалеше да Донесов дојди. малце поклон ова пивце. Епа, каде бев некај тебе, беше во една така пивара, нешто Чудно ми беше кога дојдов таму, оти имав мирисот на пиво. Мирисот на пиво се знае во Белгија, ако нема пиво во Белгија, нема никаде.
Ама сега има и во Македонија. Чудо, човекот ми прави пиво и одличен пиво. Ајде, кажи ми малку 12 повеќе. години правиме пиво. Што 12 години правиш пиво? Не сме како белгијанците, ама не сме толку лоши. Белгијанците многу време, знаеш, Мислам дека дегустираш, не Да, да, желаш. времето на Леголуа, не знам како се кажува по македонски, тоа вие што беа со римјани, знаеш, тој Астерикс и Обеликс, го знаеш тој? Да, како не. И они почна да го прават пивото, да. Јас сум повеќе како Обеликс, ти не знам како да се. Добро, ја негде измега. Ајде така. Гледам ми донесе пиво. Да. На вистина имаат посебен начин, гледи ги ставите така во шишиња, ги пакуваат, можете да ги купувате на лице место и се ги продава во исто во имаш фабрика, еден место, еден етаблисмон, една кафана каде го продаваше, се вика Ел Президенте. Президенте, само што отворивме и Президенте. таму ги поканам да дојдат. Ама јас таму немав ништо за јадење, ама ми дојде една идеја да му готвам нешто посебно, што ќе оди, мислам, со пивото. Имаме преубави намирници во Македонија, што малку треба да се употребат на друг начин. Денеска мислев да направам да готвам, да направам еден бургер од пастранка. Сакав малку да ти изненадам, да го правиме малку на македонски начин. Сите прават бургери, месо, навистина месо, супер месо, зашто да не, ама многу е тешко месото, знаете, сите гледат малку диета да прати све тоа. Ќе изблендирам малку пастранка со едно јајце да се стегне, ќе го пропржиме во тава, ќе направиме еден убав гарнир, домат, малку кромиче, ајвар. Македонија без ајвар не оди, а ова ајвар е посебен. Ова ајвар е направен со љубов. Не знам дали го памтите, Ленче со Горан ми дојдоа, ми дадоа поклон, еден поклон од срце и тоа се викаше ајвар. Ајвар од Горан, раците направено, излупено од Ленче, ама ова е преубаво. Малку салатичка и тоа ќе биде една рецепта што ќе можеш, мислам, и во Президенте да го Тој би бил можда во Президенте бургер. Ете така, малку диетално со Добра 2 литра пиво, едно бургер. Да ти е тешко многу, така. Да има баланс. Ајде, паде, јас сакам нешто од тебе, сакам да ми објасниш малку повеќе. Ти ми го кажа тоа 2 сати ми збореше, ма сега од 2 сати за 20 минути сакам да ми кажеш кој си, што правиш, кои се твоите идеи, што сакаш да правиш уште? Па не, во иднината. Може? Па може. Јас ќе те оставам да збориш, збори тука ти е камерата, тука се гледачите, не гледат, чекат од вај да слушат нешто од тебе, од ја многу зборам. А јас сега ќе пробам да продолжам да зборам, а ти да готвиш, така не? Тоа е идеја. Ќе ме гледаш во меѓувреме и ќе збориш. Ајде, пане, те оставам сега. Па вака, правиме пиво некои 12-13 години. Го променивме начинот на гледање на пивото во Македонија. Мислам. Правиме крафт пиво, кај што нема комерцијален момент, него едноставно пивото се прави од 4 состојки. 4 состојки само за пиво. Само вода, квасец, јачмен и хмелј. Браво. Нема бои, нема конзерванси, нема филтрирање на пивото. Натурално, значи све од зависност од пивото, значи зависи кој јачмен го користиме, кој хмелј, кои температури, какав процес на одлежување во ферментација, па после одлежување во лежен танк. Јас ќе ти олесна малку работата. Пред тоа го видовме малку, имаше еден човек, исто како нас, така малку популнет уште, ни објаснуваше малку. Брумастер, да. Да, процесот на пивото и све, да. Има ладен, топол дел и ладен дел, кај што во топлиот дел имаме ние го правиме на баш онаков традиционален начин. Значи го правиме во 3 танка. Значи имаме првиот танк е мештун, кај што пивото мислам чајот уствари, кај што чајот ние правиме чај, што подобар чај, подобро пиво. Значи кај што ја пуштаме водата, кај што му го вадиме шеќерните единици на самиот слад, пошто тоа ние што користиме е слад. Исклучиво користиме слад од Германија, од Ваермен. И во зависност од кое пиво го правиме, зависи сладот. Некој поставаме само. Затоа имаш повеќе различни. Така, имаме различни видови, на бој, на вкус. Така, значи имаме карамелизирани сладови, имаме обичен слад, као пилснерот се користи само пилснер. Меѓутоа во IPA-то и Indian Pale Ale користиме 2 слада. IPA почна да биде нешто како тренд, да кажам. Па Indian Pale Ale нема врска. Indian Pale Ale.
Нема врска со Индија, али моето сознание е дека кога англезите оделе у Индија. Чекай, да се шалиме малку. Кога го пиеш има нешто како се позади. Поишех меѓу. Добро. Така да Indian Pale Ale приказката е јако што ја знаме дека кога оделе англезите на кај Индија им се расипувало пилсонот им се расипувало, па му ставиле поише хмељи, така е тоа некако. Значи ова пиво со повеќе хмељи. приказна од свем. Значи пиво со повеќе хмељови, со поише вкус. Значи нашите пива осим слад, заборив да кажам. Ке те прекинам, извини, од тие колку збориш нема да те слушат. Малку да блендирам на брзина, да го направам бургерот. Овде гледајте што го направив. Му ставив пастрамка, една жолчка од јајца, малку перса од крумит, малку макдонус, сол, бибер. Сега ќе направиме една убава смеса, што ќе ја правиме како плескавица и ќе го печеме во тава. Тоа ќе биде нашиот убав бургер. Добро изгледа. Ајде. Скоро исто како пивот. Па ќе се трудиме да направиме нешто што оди преубаво Што оди со со пивото. Па знаеш што, чекај. Збориме на пиво. Да. Па да му ставиме малку пиво. Додека сме тука. Да му дава малку шмек. Кој тој? IPA? Indian Pale Ale. Па, ќе биде индијанец. Тој ги има перо, да. Опа, ќе му даваме шмек на пиво. Зашто да не? Тоа ќе биде тајната. Супер. Ево президенте бургер. Президенте тајна. Одиме. Ова е бургер за председатели. Па мислам во нашата држава имаме многу председатели, не? Многу да. Многу добри луѓе. Многу добри луѓе. Ете така. Секогаш. И така, дојдовме до кај што пивото, например, нели, во мештун, па потоа оди во варилник, кај што уствари прво се цеди измеѓу варилник и цедилник. Имаме движење на чајот. И тоа чајот доаѓа во варилникот кај што се вари чајот, значи се уште е чај од јачмен. Тука се вари во 90 до 100 степена и потоа кога ќе заврши тој процес оди во нахмејирање или во вирпул кај што уствари чајот веќе не се вика чај, него се вика машина за перење сокови? Не. Добро. Вирпул е обратен танк кај што го прима чајот и кај што му се става хмељ или првото хмејирање на пивото кај што веќе пивото и чајот прераснува во да биде шира или поточно ворт, англиски. Океј. И таму доаѓа на 100 степена и таму преку чилери изменувачи температурни доаѓа во ферментација, и доаѓа во ферментација во зависност од пивото. Пивото може да оди во ферментатор со 27 степени IPA, пилснер со 18 степени и портер со 19. Од све што објаснуваш, пази, има луѓе што ќе земат рецептот. Супер. И ќе прати. Баш би сакал, што повеќе пивари боље за нас. Нека пробат. И поише бургери ги продавам. И повеќе пиво. Ете така. Значи, од ферментација имаме бурна ферментација од 7 дена, па имаме некоја спора ферментација уште 15 дена. И доаѓаме до каде што пивото треба да релаксира и да се одмори, треба да го префрлиме во лежен танк. Пивото се релаксира, се одморува? Да. Како луѓето? Како луѓето исто, да. Браво. Не треба да се малтретира, значи тие 14 дена пивото не се малтретира. Дали има жени што го пратуваат? Жените не малтретираат? Има брумастерки, да. Да, има жени. Да. О, И тоа ја познавам брумастерки кои се многу јаки. Да, така е. Баш имам едно од Холандија. Извини што ти прекинувам секогаш, ама убаво ми доаѓа така неколку збори што мора да влегувам во тој муабет. Ја и ти сме у ентертејмент бизнис, мора да. Па да. Така да, значи пивото после оди во лежен танк, кај што одмара, нели релаксира, прима CO2, испушта CO2 како што му треба, според тоа како си го замислил. Това го слушавме, кога бевме во пиварата, го слушам, дишеше, навистина дишеше. Дише? Да. Знаеш што ти, Испушта, пак ќе кажам уште нешто, во Белгија така има еден дел каде се прави пивото, се прави дювел. Дювел, знаеш што е дјавол? Дювел, да, дјавол. И таму кога поминувате така преку патот, е пишано hier slaapt de duvel. Овде спие дјаволот. Да не го разбудиш дјаволот. Ете така со пивото да не го разбудиш. Ние сега имаме многу слична рецепта на дуел, правиме дупла ипа или дабл IPA, кој што е 8% алкохол. Јако е тоа. И кога го пиеш те боли коленото. Дјаволот после 2-3 го гледаш дјаволот, мислам дојде да ти, Одма не, да. Од се покасно доаѓа, да. Да. Браво. Тоа е некој процес кој е наједноставно и најбрзо објаснет како пивото. Иначе,
Па мислам ти ја кажи големата тајна од целото процес за праено пиво, а? Така е. Ако вие не разбравте, јас да ви кажам право не разбрав толку, ама мислам ти може со емисијата да се врати и да слушаме уште еднаш, така е. случајно ако не разбравте. Така е. Па да. Ја мислам дека сум добар брумастер, као и ти што си добар супер. кувар. Јас тоа ќе го оставим малку да се печи полека. Полека ја научивме рецептот за пиво. Ама не знаеме кој пане. Знамо ти пане е многу познат, пане прави многу евенти, многу, како да кажам, па да, евенти, немам друг да, збор. така. И Скопје, пиво, Пиволенд, Виноскоп, Баскерфест. Да. Охрид Вајн фестивал, Спринг Вајн фестивал Инверо. што не правиш? Па многу работа. Кажи па што не правиш? Па не знам, Божичен маркет на пример, али еве. Па ќе мора да го направиме заедно и тоа. Може заедно. Па да имаме една Следната идеја година, тоа. Да. Имаме бефне, се шетавне бефне сега. Го видите това зимзолент? Зимзолен бев, да. И тоа е Тоа е добро, супер одлично. за, Па да, да. супер е за почеток да трне негде. Сега, од све тоа што ми кажа, дали сакаш да ми кажеш нешто малку посебно за тебе? Знае, кажавне, отимавне на тајна, имавне нешто така заедничко. Па, Јас, мојата умилена Василка, да, те познава одамна. Така е. Многу ми кажа за тебе. па ние сме биле пријатели. Бе, Многу вола, одамна. за тоа. Така да ја Она многу ми кажа, јас многу знам. ама Познаваме еден заеднички Да. многу добар другар. Да, Силка. за тоа гледачите не знаат точно што. Јас знам за тебе. Објасни малку све. Имаше повеќе места, повеќе кафани, повеќе ствари и све. Па да, еве сега пел президента и тоа е 49. Тоа е сега, предходно што имаше. Па добро, претходно има многу, има лагараш, има траторија, има пивница у Чаршија, има винотека Темов, Хо-хо. има Ти ме кажа, имаше околу 49. 49. Ова Му фали уште една за ПСК. 49, да. Јубилеј. Мислам на ПСК-та и кога ќе го направи тоа више ќе стаи стоп. Тоа И ќе кажи сега Ќе заковаме пензија. на шајка урага, И сега пензија. Пензија, не, рано е за пензија, немам план тако. Дали ќе правиме се Божичен маркет до година? Колку години има пане? Многу млад изгледа така. Колку години има? Ќе го кажеш или Само не? 6, бе. Абе, само ше. Одлично. Млад дечко. Да. Млад дечко. Епа, млад дечко, гледај што правиме овде. Ја направив Тоа е- бургерот. Гледај како Тоа што ти почнува Бургер да, за председатели. да личи на нешто. Да. Мислам да правиме мала поза и да се вратиме за кратко. Добре, не. Епа, се враќаме во кујната. Нашето помилено. Па за тебе може и не, Добро, оти види, ти само он како газда, он не готви. Он си има шефови, си има луѓе што му готват. Он само е тој што измислува и Координира. се прави. Па така треба. И треба и луѓе како тебе. Мора и некој тоа да го прави. Ако нема луѓе како тебе, нема ни работници. Неме, навистина секојаш ќе кажува газда. Извините. Ако нема газда, нема работници. Ама ако нема работници, нема ни газда. Па за тоа треба да работиме заедно. Океј, ние сме при крај. Овде гледате, оти ова е отпечено за мерак. Додадов малку сланина, така да има малку баланс. И пивото се разводува. Ау, браво. Не чека. Знаеш што кажува пивото? Пиете ме. Тоа е. Ајде, сега ќе направиме монтажа, ќе направиме бургерот. Бургерот гледам, лепчето е исечен, ме ќе го малку ќе мора да го помагаме да се отвори. Вала. Што кажав? Мајонез, такви ствари. Зошто во Македонија која имаме ајвар? Ајвар за мене е нешто врв. Ова ќе го ставиме малку како подлога и над од двете страни. Обавезно малку сирење. Што е Македонија? Македонија е сирење, ајвар, едно мало парче сирење како подлога, сирење уште малку, ти не е доволно да има вкус. Сега зедов малку кравио, за да не биди прејако, да кажеме, со пастрамката. Пастрамката е нежна, не мора да се употребува, како да кажам, јак сирење. Ова е окей. Како е убав. Многу. Се Добро смее. види се исто. Се Не знае смее. да го гледа. Се смее. Хап. Ке му ставиме парче сланина.
убаво подпечена. Јоп. Така. Извини, пане, може да продолжиш да збориш, ма мислам ти многу збореше до сега. Да, ја мислам дека доста кажав на Ама да видиме. пак не знаеме кој е пане. Сите го знаете. Доста. Што кажувам Доста јас? му е. Доста му е. Да. Ке му ставиме малку домат, едно тенко парче домат. Јас сакам рукола. Исто малку рукола. Имаме марула. Вуаля. Мислам, имаме врвна комбинација. И сега се става капак. На. Така. Имаме, гледајте. Ајвар, сирење, бургер од пастрамка, што е на вистина подпечена како треба, блендирана. Све лајв, Да, со перса од кромит, му ставивме малку макдонос внатре, сол, бибер, жолшка од јајца, убаво подпечено во тава, малку сланина, еден домат, марула, рукола. Чекај, сега нема да го јадиме тоа. Не. Ти времето Сега е пиеме пиво. за убави поклони од нашите партнери. И ти нема да си одиш без, ти ми дојде со пиво, ти ќе си благодарам одиш. многу. Прво ќе почнеме со нашите омилени партнери, Карес, сите го знаеме, преубави дуќани, имаме во центар, има во Изгейт, има во Сити Мол, има во Битола, Беко, секаде. Месје Пане, 1000 денари, не се огромни пари, ама се нешто што може да пречи еден убав поклон за тебе. Знаеш, има све за во кујната и све. Може шефот ќе биди ако му купуваш нешто. Ете така. Супер. Да. Имаме президент, президенте плюс президент. Кашкавал, сирење, све што имаме, алпско, имаме јогур, пуно ствари. Павлака, све Супер. за на Thank you very much. масата. Мислам ти ги познаваш. Да. Одиме, продолжуваме и Унибанка. Унибанка, мислам ти он го знае. Оти кредити, такви ствари. Цел живот, не? Па добро, на моја банка се исто. Вола. Пријатели ти се. Така И се нашите пријатели. И се близко до ел президента. Точно така. Royal Fish беше, како да кажам, изненаден од тие употреби в пастрамка. Royal Fish, пастрамка, димена пастрамка, топла димена, ладна димена, краб, пастрамка обезкостена. Тоа е за тебе. Ти беше чудно, сега ќе пробаш. Сега ќе пробам, Ова ќе ќе знаем. пробаш, плюс това ќе бидиш многу задоволен. Ајде. На крај, кристал без нив. Имаме маргарин, имаме масло, имаме шекер во прав, имаме какао, имаме кокос. Све што ви треба за во кујната од нашите партнери Кристал. Благодарам. Сега ќе пиеме ли по едно пиво? Па сега ќе пиеме едно пиво, ќе го пресечиме бургерот на половина, за да видиме како е внатре, оти убаво изгледа. Од надвор, како е од натре. Вау, вуаля. Ја мислам, оти ова мора да се снима. Ете така. А ние, Јас со IPA и ти со Пилснер. На здравје. добро, да не заборајте, да не следете на YouTube, Instagram, И Facebook. да дојдете да пиете во Магаре. Ете така. И се чекаме во Ел Ел Президенте. президенте, те чекам. Точно. Тука сме за вас. На здравје.